Во живо сега одиме во Струга, најавив на почетокот од дневникот, таму е Сонја Рилкова. Владеачката партија вечерва во Струга одржува трибина повеќе за трибината и пораките од неа ќе слушнеме од Сонја Рилкова. Сонја, повели. Да, Бети, како и ти што најави, ВМРО-ДПМН е вечерва на трибина во градот на мостовите. Стружани вечерва одблизу ќе се запознаат со реализираните проекти и проектите кои што се во тек и ќе бидат реализирани во иднина. Кои се главните пораки кои ВМРО-ДПМН ќе ги испрати до Стружани? Во ова јавување разговараме со Антонио Милошовски, пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН. Добро вечер, Милошовски, кажете ни кои се главните пораки кои вие денес ќе ги испратите до Стружани? Благодарам за поканата. Главните пораки се дека продолжуваме со она што го ветивме. Трите капитални проекти. Прво ОДВ Електрик, странска инвестиција од 15 милиони евра, која што веќе почна со своји вработувања, а очекуваме во текот на оваа година да почне и со изградба на својот нов објект. Инвестицијата странска на фирмата Костел, која што е од 80 милиони евра и која што ќе има дополнителни 1000 своји вработувања, и капиталниот проект кој што се однесува на автопатното поврзување Струга со Требениште во вредност од 45 милиони евра. Дополнителни инвестиции во образованието, во здравството и во сите други сектори кои што се важни за стружани, и најважниот проект на ВМРО-ДПМН е стабилна Македонија, стабилни институции, добри меѓуетнички односи и функционирање на системот. За утре се најавува голем масовен собир, народен собир во Прилеп, нешто околу тој настан? Утре во Прилеп ќе испратиме дополнителни пораки и за прилепчани и за цела Македонија. Главната порака е дека државата не сме и не треба да биде заложник на политичките фрустрации и комплекси на една група на луѓе, кои што за своја агенда си го поставиле дејствувањето на еден нелегитимен начин, во соработка со домашни или странски служби, кои што би сакале за цел да извлечат некое свое враќање на власт, тоа што не можеле да го добијат на избори од 2006 до денес. Пораката е дека нема да дозволиме било која напнатост или било кое внатрепартиско превирање или фрустрација во СДСМ да биде пренесена на Република Македонија и на нашите граѓани. Ќе го зачуваме единството како држава, како институции, како установи, како народ, и тука од Струга пораката и утре од Прилепе дека ние знаевме во Струга и за локалните избори и членовите на СДСМ и членовите на ВМРО-ДПМН да застанат зад една кауза, а тоа е каузата за стабилна Македонија и каузата на нашиот национален интерес. Ви благодарам многу, Милошовски, што бевте дел од вестите на Канал 5 телевизија.